СДСМ веднаш да престане со објавување на нелегално стекнатите материјали. Децидно е наведено во декларацијата на делегацијата на мониторинг комисијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа по дводневните состаноци со сите релевантни чинители во Македонија. Ова е најотвореното барање досега од меѓународната заедница СДСМ да ја прекине незаконската постапка на објавување на нелегално стекнати и присушувани материјали. Делегацијата составена од Стефан Шенах од групата на социјалисти, Роберт Валтер од Европските конзервативци и Андреас Грос, председател на групата на социјалистите, ја поддржува судската разврска и се бара да се стави крај на отсуството од парламентот на пратениците од опозицијската СДСМ. Истовремено се бара и владеачката коалиција и опозицијата да постигнат еден договор и да изработат план според кој, согласно законот, ќе се пополни парламентот во однос на отсуството на опозицијата, што вклучува и дополнителни избори доколку е потребно, како и да се зајакне улогата за надзор од парламентот со основање парламентарна истражна комисија која ќе ги испита работите на тековната политичка криза и обвинувањата кои се појавија, како и почитување на насоките од Венецијанската комисија во делот на работата на разузнавачките служби, како и континуирано подобрување на изборните закони и сферата на медиумите. Во следните денови или можеби недели очекуваме повеќе дела, а помалку зборови. Потребни се многу сериозни одлуки во следните денови и тие што ќе ги донесат, тие одлуки не треба да ги имаат предвид само партиските или личните интереси, туку предвид дека поддршката кон Европската унија треба да биде барем 2 пати поголема, а тоа се однесува и за ВМРО ДПМН и за СДСМ, порача евроамбасадорот Иво Орав. Американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Ји го повтори повикот до македонските власти да се справат со случајот со прислушувањето, како и повикот до опозицијската СДСМ да се врати во собранието. Ги поддржуваме аспирациите на Македонија за членство во НАТО и во Европската унија. Во последно време, ние и нашите европски партнери со загриженост ја следиме политичката криза во Македонија поврзана со објавувањето на прислушуваните материјали од лидерот на опозицијската партија. Ја повикуваме владата да се справи со прислушуваните материјали на начин кој ја покажува посветеноста на евроатлантските принципи. Ја охрабруваме опозицијата, која во моментов го бойкотира собранието, да се врати во тоа тело и да помогне да се реши кризата, посочи и пред Комисијата за надворешни работи на Американскиот претставнички дом. Македонската економија лани оствари солидно забрзување од 3,8%. Растот главно беше поттикнат од домашните двигатели пред се од инвестициите и тоа од јавните и од извозот. Ова го констатира Советот на Народната банка на Република Македонија, кој на денешната седница го усвои годишниот извештај за минатата година. Новите компании со странски капитал во технолошко-индустријските развојни зони доведоа до надминувањето на очекувањата во однос на зголемениот извоз и на намалениот трговски дефицит. Во 2014 година значајни за одбележување беа и натамошниот постепен пад на стапката на невработеност, како и растот на продуктивноста на трудот, наведуваат во соопштението. Македонија бележи намалување на сивата економија, но е лидер во регионот според бројот млади вработени на црно. Беше речено денеска на тркалезната маса организирана во рамките на проектот Даноци, неформална економија и корупцијата на земјите од Западен Балкан. Со околу 45% водиме во регионот во однос на стапката на неформално вработување на млади, што е сигнал дека треба уште повеќе да се вложи напор за негово сузбивање, истакна Горан Велевски од Министерството за труд и социјална политика. Справувањето со неформалната економија, додаде Велевски, е меѓу стратегиските приоритети на владата. Се креираат различни мерки и политики во оваа насока, а една од нив е изработка на акцијски план кој ги вклучува пред се инспекторатите. Германската полиција спречила планиран терористички напад од страна на исламски радикали во градот Оберусел во близина на финансискиот центар Франкфурт. Според весникот Die Welt, полицијата уапсила една брачна двојка во текот на ноќта, а во нивниот стан било пронајдено оружје и експлозиви. Полицијата не ги потврдува информациите на весникот, но за попладнево е закажана пресконференција на оваа тема. Според Die Welt, двајцата уапсени, кои се идентификуваат како Халил и Сенај, се дел од мрежата на Ал-Каеда. Полицијата почнала да го надледува брачниот пар откако тие купиле голема количина хемикалии кои што можат да се искористат за правење на домашно произведени бомби и почнале да употребуваат лажни имиња, тврди Die Welt. Германските разузнавачки служби сметаат дека над 500 германски граѓани досега патувале во Сирија и Ирак за да станат дел од радикални исламистички вооружени групи.